Господине Парталов, од неодамна имаме една, можеби да ја наречеме и уникатна ситуација, кога во Советот на општина Струмица имаме изедначен број на советници, по 11 од двете политички опции. Што значи тоа сега за работата на општина Струмица? Очекувате ли, не знам, некакво кочење во текот на работата со оглед на скорешните случувања што ги имавме околу советникот Витанов? Така, со оглед на новонастанатата состојба во која што се најде општина Струмица, морам да кажам дека составот на Советот останува ист 12-11 во рамките на тоа кое што беше изборни резултати од пред 4 години, меѓутоа поради заминувањето на градоначалникот, на досегашниот градоначалник господин Зоран Заев, на функцијата заменик стапи еден од членовите на Советот согласно Законот за локална самоуправа. На тој начин, бидејќи согласно Законот за локална самоуправа, тоа е членот 52, неговиот заменик нема право да учествува, односно статусот советник му е во мирување, што значи нема право да учествува во работата на Советот. На тој начин силите во Советот се изедначени, односно 11-11 од двете политички опции кои што се во состав на Советот на општина Струмица. Тоа нормално создава една правна несигурност во функционирањето на општината, пред се во донесувањето на значајни акти кои што во наредниот период треба да бидат донесени и имајќи во предвид дека политичката структура на Советот е онака каква што е, 11 советници предводени од коалицијата на ВМРО ДПМН и 11 советници предводени од коалицијата на СДСМ, реално се поставува прашањето дали Советот во натамошниот период ќе може нормално да функционира. Јас се надевам дека советниците ќе ги надминат своите политички обидувања и дека ќе работат во рамките на она за што се избрани во интерес на граѓаните. Сепак се тие представници на граѓаните и тоа што е интерес за сите граѓани на општина Струмица, тоа така и треба да постапуваат и во Советот на општина Струмица и да не представува пречка изедначеноста на силите во Советот. Сепак и вие бевте сведоци на минатата седница дека тоа и веќе го даде првиот резултат, веќе и имавме ваква состојба во која советниците од страна на коалицијата за подобро Македонија, предводени од ВМРО ДПМН, не гласаа за многу битни и значајни точки кои што беа на дневен ред. Ако ова ни е на некој начин репер за тоа што ќе се случува и во изминатиот во нареден период, можеби и тоа ќе представува и ќе прикаже и сликата во која што ќе работи, односно нема да работи Советот на општина Струмица. Што може да се очекува? Со оглед на тоа дека спомнувате важни акти кои што треба да се донесат во периодот. Па така, во наредниот период, пред се, до 15 март, треба да бидат донесени многу значајни документи. Тука би ја спомнал завршната сметка на буџетот на општина Струмица за 2016 година. Тоа е документ, многу значаен документ кој што треба да биде изгласан и донесен од Советот, вклучително тука и други акти, односно извештаите по сите програми кои што се донесени од страна на Советот на општина Струмица, акти на предпријатијата, на јавните предпријатија, пред се завршните сметки на јавните предпријатија, годишните извештаи на јавните предпријатија, кои што се во рамките на општина Струмица и многу други значајни акти од областа на урбанизмот. Вие бевте сведоци предходно, кога граѓаните и беше на некој начин оневозможено да ги остварат правата од областа на урбанизмот пред се за легализација на дивоградби, кои што ги очекуваат овие одлуки Советот да ги носи, а едноставно Советот не ги донесе многу вакви значајни документи за Советот на општина Струмица. Можно ли е да се парализира општината до следните локални избори? Значи, наредните локални избори ќе бидат онака како што е пропишано во законот во првата половина на мај 2017 година, што значи во останатите 2-3 месеци е возможна, практично е возможна ова блокажа на Советот на општина Струмица, односно да не бидат донесени овие значајни документи. Јас се надевам, сепак мислам дека советниците пред се ќе преовлада разумот кај советниците, да се надминат самите себе, да ги надминат политичките обидувања и да гласат во интерес на граѓаните и Советот да не биде блокиран во однос на оспарувањето и донесувањето на многу вакви значајни документи кои што предстојат во наредниот период, а кои што законски ние мора да ги донесеме.
Бидејќи ги спомнуваме значајните акти за функционирањето на општина Струмица, што ќе се случи ако барем некои од нив, оние круцијални кои што се во следниот период, не бидат донесени и изгласани? Да, спомнав се работи за многу важни документи кои што треба да бидат донесени во наредниот период. Пред се тука е завршната сметка на буџетот на општина Струмица за 2016 година. И во Законот за локална самоуправа е пропишено дека Советот доколку не ја донесе, односно усвои завршната сметка за буџетот, во тој случај е пропишена постапка за распуштање на Советот. Значи се стварат други услови и за распуштање на Советот. Во тој случај Советот сам ќе се распушти доколку не ја донесе ова завршна сметка. И тука веќе опишано е во законот дека за сето тоа се известува Министерството за локална самоуправа, кое што преку ја известува понатаму владата и кое што го констатира и распуштањето, односно престанокот со работа на Советот на општина Струмица. Значи, тоа треба да го знаат граѓаните, дека доколку не се надминат и не ги донесат овие акти, може да дојде дури до распуштање на Советот на општина Струмица. Кога е непосредна близината на локалните избори, како ќе функционира општината со распуштен совет? Така, бидејќи до изборите има без малку 3 месеци, во тој случај во законот е пропишено дека доколку овој период е помало од 6 месеци, нови избори за локални избори за совет не се распишуваат и во тој случај одредени позиции, одредени надлежности кои што треба да ги врши, ги презема градоначалникот, односно ВД градоначалникот во овој случај кој што ќе функционира во општина Струмица.